Добра вечер и добродојдовте во уште едно издание на емисијата Влагол. Овој пат Влагол се снима во еден од аглите во спомен собата на Ацо Шопов во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов. Гостин во оваа емисија, во ова издание на Влагол, ми е директорот на оваа институција, новиот директор Миле Вратеовски, со кого ќе разговараме не само за неговата нова функција, не само за директорувањето, туку и за неговата примерна професија, а тоа е актерството. Добра вечер, Влагол. Добра вечер. И сакам да ви посекам едно топло добродојде овде во спомен во еден од најубавите делови на Центарот за култура Ацо Шопов, во самата спомен соба на Ацо Шопов. Ова соба, која што е изобилува со лични предмети на Ацо Шопов, само да им кажеме на гледачите дека пред неколку дена беше отворена за сите заинтересирани, секој оној кој што сака да ги види личните предмети на Ацо Шопов, но овде се наоѓаат и негови оригинални ракописи на неговите песни. Да. И што е сето она друго што може да се види овде во оваа соба? Значи, како прво, собата се случувало и претходно да биде отварана за најавени посетители, но мојот план е сега таа спомен соба да биде една културна знаменитост на градот Штип, да биде градот Штип препознатлив, да биде на тоа место на самиот пиедестал во македонската литература кој што го заслужува самиот Ацо Шопов и да биде отворена постојано за посетители, да влезе во културната разгледница на градот Штип. Што може да се види? Значи, овде не само оригиналните ракописи кои што ги спомнавте вие од самиот Ацо Шопов, може да се пред сето Ацо Шопов не е само поет. Тој е општественик, културен деец, дипломат, политичар. Овде може да се функционер, да. Значи овде може да се во самата просторија може да се сретнат работи од неговото дипломатствување во неговата дипломатска кариера во Сенегал, во Африка, разни книги кои што се издавани и во Македонија и надвор од Македонија, разни други работи, дали домашни или предмети кои ги користел во секојдневниот живот и се изложени овде, што можат посетителите да ги видат. Тоа е на некој начин сите овие предмети се подарок од неговата сопруга. Да. Токму на домот на Центарот за култура Ацо Шопов. Сега не сум сигурен кога точно, но мислам дека со некој од претходните директори, сите тие работи, дури и целата оваа колекција на книги која што гледате овде, дали малку може би некој дел од книгите се после донесени, но генерално поголемиот број на книги и сите тие работи се донирани од неговата сопруга. Кога ги спомнавте претходните директори, сега да продолжиме со тоа што вие сте сега моментално директор на Центарот за култура, односно Националната установа Центар за култура Ацо Шопов. Како дојде до тоа вие како актер во ансамблот на Народниот театар во Штип да бидете директор на Центарот за култура? Како дојде? Самиот факт дека јас сум дел од таа институција и фактот кога работиш нешто имаш потреба да, јас сум таков карактер да се сакам да напредувам во тоа што го работам. И секогаш станува збор за разлика на концепти. И на претходниот и самата уметност театарот е разлика на концепти. И тука стануваше збор за разлика на концепти, јас на свој начин од самата актерска гледна точка, го гледам пристапот на самата институција. И затоа решив, заради недостаток според мене, на театарски представи, на културни случувања, решив дека сум во можности и имам сила и можности да променам нешто, токму во тој аспект. Да го подигнеме нивото на театарските представи на некое малку повисоко ниво, случувањата во градот, да бидеме препознатливи во Македонија, па се надеваме пошироко, по културата. Да се зборува за Штип како град со развиена културна свест. И тоа веднаш од самиот старт, односно од првиот ден на вашето ново работно место, тоа го започнавте. Реализиравте богата програма за февруари,
имате во план вие и веќе предвидена програмата за наредниот месец. Освен театарски представи кои што може да се видат во текот на февруари, имаше и концерт на Љубојна, имаше и многу други активности кои што беа предвидени за сите љубители на културата, не само театар воопшто. Да, па јас тоа го зборам, значи ние како национална установа Центар за култура треба да бидеме точно тоа. Не само Центар за култура во градот, туку и пошироко во Источна Македонија и треба значи да ги задоволиме сите вкусови, да биде застапена секоја делче од уметноста што постои во светот. И јас во својата програма и во своето излагање го кажав тоа, дека се од областа на културата во Центарот за култура ќе биде застапено. Не само театарски представи, ќе има безброј концерти, музички настани, изложби на уметнички скулптури, слики, уметнички фотографии, стрипови, промоции на книги. Се надевам дека ќе ги донесам во преговори сме, но мислам дека најверојатно за Штипско културно лето ќе ги донесам едни од најпознатите поети во Европа. Ќе ги донесеме и најпознатите се што е најдобро во Македонија, а и пошироко ќе гледаме да го донесеме овде, а и ние самите да отидеме и да се промовираме надвор од Македонија. Што е уште поважно на некој начин. И двете се исто така важни, затоа што нели со самиот факт кога ќе дојдат гости од страна, без разлика тоа дали е театарска представа или музички настап, ние и самите може како автори да видиме кај сме ние со тоа. Да види штипската публика, да процени, да види дека самите ние напредуваме во таа наша професија и дека не сме далеко од тие мејнстримови на светската културна сцена. Меѓу другото, во текот на февруари беше организиран и јавен час со познати македонски писатели за деца. Да, тоа се надеваме и да премине во една традиција. Сега, единствената двојба кај нас е дали заради самото постоење на фестивалот Малиот принц, кој што го имаме овде Центарот за култура, дали тоа да помине да биде традиција на читање на детска литература, јавно читање на детска литература и детски театарски текстови, или тоа да биде севкупно земено целокупната литература. Дали да се задржиме само на драмска литература, на театарска литература, или да биде севкупната литература, да бидат баш елоквентни луѓе на кој начин тие ќе си ја промовираат и сопственото творештво, а на некој начин ќе ги запознаат и луѓето многу од прв очи во очи, од прво лице со самата литература. Така, ќе станува збор само за македонска литература или ќе има јавно читање на дела на странски писатели и поети? Па тоа уште кај нас е двојбата тоа, дали понекогаш да го направиме од типот ни на читање, да ги запознаваме самата публика, да ја запознаваме со делата, како звучат делата кога ќе бидат прочитани и како потоа се реализираат на сцена, или дали ќе го правиме само на начинот на кој што, например, ако имаме сега некој од тие наши автори издадена книга, па да го поканеме тој да се ја промовира тука и да го одржи тоа јавно читање. Што во секој случај нема да биде само на македонски автор. Во план ние веќе преговори понатаму негде мај, јуни месец и со добитникот на главната награда за поезија во Србија да го донесеме тука во Македонија. Исто така беше организирана и вечер на афоризми, кој што може да се рече, нели, афоризмите се дел од културата, односно начин на изразување на одреден круг луѓе, па да речеме не во иронија, него сепак. Да. Ќе продолжи или и тоа да биде традиција? Па да, ние на тој начин сакавме да покажеме дека сакаме да ја развиеме и малата сцена 100. Мислам дека хуморот е неминовен дел од човечкото постоење. Нели го развеселува човекот, понекогаш делува како нели кога имаш проблеми и главоболки, како аспирин на самото тоа. Ние сакаме да продолжи тоа. Дали ќе бидат, можеби ќе бидат само вечери на хумор и сатира, во кои што ќе бидат и театарски представи од типот на кабаре, комедии, афористички вечери
вечери на карикатурата. Еве во истиот период со афористичката вечер имавме и познатата колонија на карикатури во Виница Веритас фестивалот. Луѓето можеа да ги видат и најдобрите карикатури не само од Македонија, од Европа, туку од целиот свет. Тоа е фестивал, меѓународен фестивал на кој што гостуваат најдобрите карикатуристи од целиот свет. Тоа сакаме да премине во некоја исто така традиција, баш вечери на хумор и сатира. Кој што ќе видиме дали ќе бидат опфатени се, дури може и поезија од нели која што е напишена во тој стил, музички спектакл кој што ќе биде во нели самото македонско традиционално музичко творство е познато по баш тие некои хумористични песни. Бидат ли вклучени актерите од Штипскиот народен театар или само ќе бидат авторите на тие дела? Не, ќе бидат вклучени и самите актери. Ние сме сведоци каде што во светот самите театри прават, еве сега во Македонија и МНТ и мислам дека и драмски театар има. Сме сведоци каде што кога ќе се преведе некое дело од светската литература, некој драмски текст, тие прават свој вид на една презентација. Ние сме во план исто така самата институција наша во рамките на можностите да преведуваме некои од тие дела во соработка со нив самите автори, на кои што после и на самиот начин и ние би ги презентирале тука со тоа што би поканиле од тогаш режисери и драматурзи од земјата, за да може би некој ќе сака, ќе посака на тоа читање точно тој текст да го работи. Ние ќе бидеме еден олеснителен фактор за тој да може да почне да го работи тоа. Беше најавено на јавното читање на делата на Горијан Петревски и Киро Донев присуство на драматурзи и режисери од повеќе театри во Македонија, па целта на еден начин тогаш Трајче Кацаров изјави дека е да се направи соработка на некој начин делата на овие 20 македонски писатели за деца да се најдат некако на сцената на некој театар. Тоа не беше целта. Се извинувам. Значи, по принцип тоа е да го доближиме самата таа литература детска, затоа не беа потребни тие луѓе гости од повеќе, мислам дека имавме од Струмица и од Куманово, гости, режисери и драматурзи, кои што понатаму би можеле не самите тие раскази, нели овде беа читани делови од книга Раскази и од романот на Горијан Петревски, кои што би можеле на еден свој начин, свое видување кон таа нивна литература да направат една драматизација на целото тоа, кој што се надеваме. Се разговараш ли? Да, доста разговарам. Значи може да очекуваме наскоро. Да, можно е. Затоа што ние сакаме многу да се посветиме на тоа, не само дека децата се нашата најголемо богатство, нели и децата се нашата најискрена публика. И затоа во рамките на фестивалот на Малиот принц ние сакаме сега и да промовираме нови драмски текстови. Во план сме и да воведеме еден конкурс за детски драмски текстови. Исто така во контекст на тоа сме на идеја да воведеме еден конкурс по повод денот на поетот, денот на Аца Шопов, да воведеме конкурс за најдобра песна посветена за Аца Шопов. Малиот принц кога може да се очекува, како ви е предвидено според програмата? Според програмата е предвидено според статутот во септември месец, но ќе видиме. Може би ќе направиме мала рокада на фестивалот. Колку што се сеќавам, прв пат Малиот принц се организираше за време на Штипско културно лето пред неколку години. Да, се не знам точно кој подред се, но прв пат тоа беше една иницијатива. Целата идеја е за одржување на фестивалот Малиот принц на Трајче Кацаров. Потоа мислам дека додека беше ВД директор Милорад Ангелов, се одржа првата година, потоа не знам од кои причини таа година некако се испушташе. Дали заради фактот кој што таа година фестивалот беше направен заедно со Штипско лето и од само финансирање, но како и да е, тоа е почетната година всушност на фестивалот, не годината после тоа. Фестивалот ќе продолжи во традиција и ние сме многу горди на тој фестивал и ќе работиме, ќе дадеме да го збогатиме. Јас се надевам дека во најскоро време ќе стане меѓународен фестивал.
Дали веќе сте во подготовка, кои се можеби ќе учествуваат на фестивалот? Па не, уште си оставаме простор да... Останува септември, значи нема да Да. има избор. Останува простор да погледнеме, нели, да видиме со какви представи во Македонија располагаат театрите, за да направиме добар избор за штипската публика, да го најмалата публика да го види најдоброто. Реков во најавата, односно по најавата, со почетокот на разговорот, дека веќе ви е готова програмата за месец март. Што е она што ќе може да се види во текот на месец март? Па исто така, многу представи, премиери, ќе ни излезе премиерата на представата Суд, која што работиме сега. Ќе имаме безброј представи, гостување на други театри, ќе гостуваме ние. Очекуваме од музичкиот дел ќе биде изненадување, ќе имаме исто така еден интересен концерт. И неколку помали други концерти, ќе имаме изложби на слики, на книги. Другото ќе го кажеме понатаму. Најавивте и кинопроекции токму во сала Стон. Да, затоа киното не го спомнав сега, затоа што сакав да посветиме еден дел специјално на тоа. Значи, ние почнуваме уште од понеделник, на 29 февруари, ќе биде промоцијата со еден студентски филм, кој што е награден во странство, освоја награди дечките. Почнуваме во понеделник, картата ќе биде бесплатна, а понатаму следно нешто кој ќе биде сега во соработка сме уште не е конкретизирано, но во план сум негде на 7 март да почнеме со веќе постојано прикажување. На 7 март можеби ќе имаме една филмска вечер која што ќе биде посветена на жената во македонскиот филм. Но чекам да го заокружиме договорот и да го обелоденеме тоа. Исто така понатаму на крајот негде на месец март ќе продолжиме со недела на македонско кино и се надеваме негде тука пак во рамките на месец март да донесеме и неколку блокбастери. Киното е она што со години наназад недостасува во Штип и има доста од жителите на Штип и жителите во регионот кои што навистина сакаат да присуствуваат на кинопроекции. Ова е нешто што сигурно сум дека ќе предизвика големо внимание кај Се надевам. И јас како огромен филмоман ми беше една од првите желби тоа да го. Но нели сакаме пополека да не избрзаме со нешто да дооформиме нели самата инфраструктура, да ги досредиме озвучувањето, видеоопремата и да биде се во најдобар ред, да не биде само како ради реда да го направиме, да биде затоа што ни фали нешто да го импровизираме дека е тука присутно, а да не биде добро за никого. И затоа си оставам уште малце простор. Секако на почетокот има време. Јас сега ќе најавам джингл и ќе им кажам на гледачите дека после джинглот она за кое што ќе разговараме е токму проектите на Националната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип, кои што се одобрени од Министерството за култура. Почитувани мои, сегавате се наоѓаме во спомен собата на Ацо Шопов, која се наоѓа во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип и разговарам со директорот на оваа установа на културата, господинот Миле Вратеовски. Реков пред джинглот дека во овој втор дел од емисијата ќе поразговараме за проектите кои што за 2016 година ги одобрија од страна на Министерството за култура, односно проектите кои ќе се финансираат со средства од Министерството за култура. За кои проекти точно станува збор? Значи станува збор за 4 проекти плюс 3 проекти плюс фестивалот за деца Малиот принц. Тоа е Суд на Коле Чашуле во режија на Дамјан Читкушев, кој што во моментот се работи. И очекуваме негде околу 25 март да излезе премиера на самото тоа. После тоа веднаш почнува Љупчо Георгиевски со Лазаревото писмо. Сега малку сме зафатени преокупирани, како да кажам, со македонска
тематика со македонска литература. Па токму и тоа е основата и важното, значи да се промовира македонското творештво, без разлика дали станува збор за театар или за филмовите кои што ги најавивте дека ќе може да се видат. Обично, нели, поголем осврт секогаш се разбира на македонските автори, на македонската уметност, но јас сум сепак да ги фатиме сите можни вкусови и сите можни стилови во самото тоа. Значи, после Љупчо Георгиевски, негде се надевам тоа ќе биде негде втората половина на годината, ќе работи Миха Голуб, режисер од Словенија, кој што е познат на штипската публика по Метаморфози, кој што работеше негде пред 11 години овде во Штип и кој што представил освоивме доста награди. Тој би го работел Кралот на Бетањова по Иван Цанкар. Но ние сепак пак ќе речам, нема да останеме на таа програма која што ни е одобрена од Министерството. Ние со собствени средства сега при можност имаме, нели, со новите вработувања од страна на владата на Република Македонија на двајца режисери и двајца драматурзи. Јас се надевам дека минимум барем уште 2 плюс представи кои што ќе ги сработиме со собствени средства. Едното веќе би требало уште од другата недела да го почнеме, успоредно со суд, кој што е, и мислам дека веќе можам и да го објавам текстот кој што ќе го работиме. Тоа Премиерно може? Да, Ексклузивно, ексклузивно. Тоа ќе биде на една од најизведуваните моментално српски авторки, Маја Пелевич, Кора од Портокал, кој што мислам дека ќе биде доста интересен, една женска комедија, кој што ги, нели, во самиот жаргон Кора од Портокал, сите, можеби мажите не знаат толку, но жените знаат што значи Кора од Портокал. Рековте за мажите, не знаат, ставам синонимот е целулитот, кој што се борат жените. Но ќе биде, мислам дека ќе биде многу прекрасна комедија која што ќе ги заинтригира и мажите и жените. А другото нешто ќе видиме, оставам уште малце да разгледаме опцијата. Наверојатно ќе биде тоа детски текст некој за самиот фестивал, но ја оставам можност уште малце да можеме да избереме некој интересно дело. Реков на почетокот на емисијата дека ќе говориме и за вашата функција како директор на Националната установа Центар за култура Ацо Шопов, но и за вашата примарна професија, а тоа е актерството. Вие и како директор учествувате во дел од представите кои што се подготвуваат на Народниот театар во Штип. Ќе може ли да ве гледаме и понатаму? Па да, секако. Само не толку често. Со оглед на обврските кои што ги имате секој ден. Врските нема да можам толку да постигнем на сите страни, но се надевам дека ќе барем во процентуално земено барем едно 40% од програмата дека ќе учествувам во самата програма. Затоа што љубовта спрема како велат повеќе луѓе од областа на театарот, нели, кога еднаш ќе се качиш на даските што живееш, значат потоа нема симнување. Кога ќе се залюбиш во тоа, после нема одљубување. Нема да ви недостасуваат, рековте дека ќе видите. Сега да се вратиме малку назад. Пред да почнеме со снимањето на емисијата, спомнавте дека 13 години, отприлика 12-13 години сте актер. Имате завршено дипломирано во Бугарија. Во Софија, да, на Националната академија за театар и филмска уметност НАТФИС. 2003 година. Оно што можеби не го знаат гледачите на емисијата Вагол е тоа дека вие всушност не сте штипјанец, туку дека потекнувате од Малешевијата. Како дојде до тоа да живеете и да работите овде во Штип? Не знам. Што би рекле нашите стари късмет или Судбина е. Судбината мислам дека си поиграла со тоа, ги има вмешано прстите, затоа што да искористам и прилика да ги поздравам гледачите, вашите гледачи и во Малешевијата и во село Чифлик. Одаму вие потекнувате тоа. Значи како јас негде уште од мали нозе решив дека сакам да станам актер, се залюбив преку филмот отколку театарот. Мои идоли беа Петар Прличко и Тодор Николовски, Лесна им земја.
Потоа, после долги години, јас сум првиот човек кој што заедно со мојата професорка Лилијана во гимназијата во Берово ја формираме драмската секција. Не знам сега дали уште постои. И така, патот ме однесе во Софија, каде што студирав 4 години, па работев малце во Бургас, малку и остана во Бугарија, во Бургаски театар, потоа во Струмица, во Антон Панов, во театарот една година и тука. Но мислам дека тука сум, знаете како е, се е сврзано со љубовта. Така, може би срцето не носи токму овде. Се е сврзано со љубовта. Нели, љубовта и кон театарот и овде ја запознав, нели, да не звучам малку меланхоличен или патетично, жената на мојот живот, љубовта на мојот живот, мојата сопруга Данче Николовска Вратеовска. Поздрав до Данче Николовска Вратеовска, претпоставам ќе ја гледа емисијата. Да. Сега како актер нели зборуваме за актерството, да не сум толку сериозен, да не се налютат и мама и тато ако не кажам. Мора и мама и тато да ги поздравим. И така, нели, многу луѓе милува да кажат се е поврзано со љубовта, така и кај мене, љубовта кон театарот, љубовта кон љубената ме донесе тука да бидам во Штип денес. Во Народниот театар во Штип. Да. 30 и нешто. Да. Кусур представи, негде околу 39-40 представи. Детски, целовечерни голем број и гостување негде, мислам дека како гост настапи во Велешкиот театар и во Струмички театар. Како актер гостин. Како актер гостин. Инаку така со представите гостуваме често. Тоа треба да биде практика на сите театри во Македонија, затоа што ако се затвориме херметички во една средина, тогаш нели уметноста ако колку се може поголем број на луѓе да ја видат. А вака тоа е некоја херметичка уметност, која што нели самите ние си ја правиме за наше задоволство. Кога спомнавте, нели, кога зборувавте за тоа дека потекнувате од Малишевијата и како дојде до тоа да се занимавате со актерството, го спомнавте драмското студио кое што сте почнали кое сте го формирале. Да, драмската секција при гимназијата Ацо Русовски. Така, значи, во неодамнешен разговор со вас, ме изјава, спомнавте дека и овде во Националната установа Центар за култура повторно ќе профункционира драмското студио кое некогаш функционираше. Од кога планирате? И меѓу другото се извинувам, рековте дека освен помладите ќе има и одредена група на повозрастни, да речеме штипјани или оние љубители кои што сакаат да се пробат во актерството, а кои не се професионални актери, се извинувам, дека ќе може да се приклучат и да бидат членови на тоа драмско студио. Не, тоа ќе бидат две различни драмски студии. Едното ќе биде за посветено на созревањето и на обликувањето на самото дете без разлика по тоа дали тоа ќе се занимава. Јас тврдам дека како детето како личност во својот развој треба да се занимава и со спорт и со уметност, без разлика која уметност е тоа. Затоа што нели спортот го развива физичкиот телото, а уметноста духот. Така да тие две работи мора да бидат неминуен дел од созревањето. Ние сме, јас сум во идеја да ги создадеме тие двете. Едната да ја вратиме, а другата да ја создадеме, но се уште не раководи од факторот човечки ресурси. Треба да видиме како, кој, каде. Да видиме кој ќе биде задолжен за тоа, затоа што и едното и другото се важно. Затоа што на децата сепак треба да видиме дали ќе продолжат, еден период ги воде овде после одењето во пензија на Симеон Гаврилов, продолжија да ги водат Марија и Елена, Марија Минчева и Елена Шорова, да видиме дали тие ќе продолжат со тоа, затоа што тие во ист период се и актерки во ансамблот, дали ќе имаат време за гледачите да знаат дека Марија Минчева и Елена Шорова се дел од актерскиот ансамбл при Народниот театар Штип. Да видиме, затоа што ние сега како институција, нели, веќе ги немаме тие референти за литературна дејност и референти за драмска дејност, кои што би требало, нели, да ги водат. И немаме, ќе видиме дали тоа ќе бидат дел од режисерите кои што се вработени од кај нас. И затоа ги подготвуваме тие технички, финални технички работи за да може да продолжат да функционираат тие две драмски студија.
своевремено кога ги спомнавме Марија и Елена, тие реализираа неколку интересни представи со голем број на дечиња, имаше голема заинтересираност од страна на децата и на помладите да бидат актери на некој начин. Значи не знам зошто се прекина сето тоа, но сепак јас не можам сега да кажам дека тие ќе продолжат со тоа, затоа што многу е обврзувачки да изјавам нешто на телевизија кое што после треба да видиме, затоа што можеби ќе играат во сите представи, нема да имаат време за тоа. Кога веќе почнеме со ангажирање на децата, детето е нестрпливо да излезе, конечно многу понестрпливо отколку ние возрастните за да излезе. Да, во секој случај. Да. И затоа точно заради дечињата не би сакале да бидат така оставени колку да биде. Тука да биде сериозно нешто и самите тие како драмско студио да донесат награди, да бидат исто репрезентативен представник на Центарот за култура како што и професионалниот театар. И не само драмската уметност. Јас сум во план да направиме неколку секции, еве сега мислам дека веќе е распишан оглас, не би рекол оглас, туку луѓе кои што се заинтересирани да се пријават за еден курс краток, мислам дека во 2 месеца или 3 месеца колку би траел, за креативно пишување, кој што ако излезе симпатично и убаво, нешто кое би можеле потоа пак да го повториме. Тоа ќе го води Елена Пренџова, една позната македонска поетеса. Исто така сме во преговори и за една, не би рекол дека се тоа секции, не би сакал секции да ги наречам, туку курсеви кои што еве за сликарство курсот кој што би можеле да го посетат и повозрасни луѓе, не само дечиња, повозрасни кои што се заинтересирани, исто така и за поезијата, кои што се заинтересирани за пишаниот збор или за сликарството. Би било одлично во секој случај, бидејќи недостасува нешто такво, недостига овде во Штип конкретно. И секако доколку некој од останатите градови, така во регионот, доколку им се совпаѓа и со превоз, се може да се пријават и да бидат дел од тие обуки и курсови, веќе како и да е. Вие рековте дека од малино сакате да бидете актер. Која беше она улога со која почнавте, ако се сеќавате, и која е она улога која досега ја немате одиграно на штиците што во живот значите сакате да бидете дел од вашето актерско портфолио? Која е првата? Првата, мислам дека едно од најпрвите беше моја инсценизација, би рекол, на скечевите на Мистер Бин. А нешто кое што е посериозно од светската литература, мислам дека тоа е на Емигранти на Мрожек. Што двајца го работевме во Беро. А што би сакал да изиграм, тоа се многу ликови кои што не сум ги изиграл, би сакал да ги изиграм. Во секој случај Шекспир. Желба на секој актер, мислам дека не постои таков актер во светот кој што не би сакал да го во својата кариера да го има изиграно некој Шекспиров лик. А и нешто кое што во претходно некој интервјуа го имам спомнато, сега исто би го спомнал и мислам дека можеби ќе дојде некој режисер кој што ќе предложи баш точно тоа. Тоа е не знам авторот кој е, како се точно вика на текстот, има филмувана приказна Лет над кукавичето гнездо. Филмот е доста познат, има освоено и Оскар Джек Николсон за најдобра машка улога. Тоа ми е една желба која што би сакал да го одиграм. Вие како директор нели можете да направите да инсценирате? Не, звучи како предлог за да се подготви представа во Штиската. Да, но обично јас и како актер, нели, претходно кога сме зборувале и на некои тие уметнички совети, но мразам кога на режисерот му е наметнат концептот. Нели, сакам кога кај режисерот му се раѓа концептот и сам го создава и доаѓа тоа. Многу е неблагодарно да се, нели, самиот автор, ние сме автори еден вид. Тоа е исто како после некој мене да ми се меша во креацијата и да ми го менува концептот, кој што концепт јас го имам базирано врз концептот на режисерот. И тука тоа е еден вид, една сложена структура на кула од карти, која што ако потргнеш една карта од целата тоа кулата би се срушила.
Јас се надевам дека понатаму во текот на вашата кариера ќе успеете да го играте ликот на ликот кој го играше Џек Николсон, некој лик од некој Шекспирово дело. Мислам дека ги запознавме гледачите на емисијата Вагол со глобално поважното кое што се однесува на вашата професија како директор на Националната установа Центар за култура. Добро, сега вие сте само на самиот почеток, да, ќе очекуваме понатаму секако со оглед дека амбициозно, доста амбициозно почнавте, дека имате обемни програми, имавте за февруари, еве и за март, како што кажавте. Очекуваме и јас секако и жителите овде во регионот дека во иднина ќе продолжите со тоа темпо и дека ќе може да гледаме и гостување на театри, можеби од светските сцени. Да се надевам и јас. Исто така ќе зборувавме за тоа дека вашата телевизија е доста гледана во целиот источен регион. И исто така би им ветил и на гледачите кои што се од Малешевијата, од Делчево, од Виница, од Македонска каменица, дека и останатите региони во Македонија. Дека ќе се погрижам дел од програмата на Центарот за култура да го видат на тие самите во нивните градови. Ќе гостувате, значи, во останатите градови. И од секогаш ми ова не е интервјуто, и ние ќе го завршиме, но од секогаш ми е задоволство кога гостувам во вашата телевизија, така да ќе имаме уште многу средби и се надевам ќе имаме теми, најважно теми да имаме за разговор и во емисии и во гостување. Темите секако вие ги конструирате, а ние сме тука само да презентираме сето она што вие ќе го сработите. Ви благодарам многу што бевте гостин во емисијата Вагол. Благодарам вас и благодарам и на вашите гледачи за страпението. Ви благодарам и јас на трпението, како што рече господинот Миле Вратеовски. Ќе се видиме ние повторно на редната сабота, а пред да ја одимам емисијата, одиме со едни селфи со директорот. Ви посакувам пријатна вечер, пријатна работна недела и се гледаме повторно на редната сабота.